Владата ќе ги реши сите финансиски и технички штети во Делчево настанати од големото невреме завчера, изјави денес во Делчево министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Втората фаза која што следува сега е да го добиеме извештајот официјално од страна на општина Делчево и на следната седница на влада донесена одлука за целосна поддршка за санација на сите точки во општина Делчево. Се работи за оваа улица, се работи за еден пропуст на регионалниот пат кој што ќе го санираме и уште еден мост за кој што ќе направиме проектирање, со што технички сакаме да ги подобриме инфраструктурните потези на овие места каде што е потребно и при идни вакви или слични појави да подобро функционира инфраструктурата и да не ни се случуваат вакви појави. Она кое што е јасно дека владата застанува комплетно во поддршка на општината, на градоначалникот и сите штети кои што се настанати ќе ги решиме и финансиски и технички со поддршка од централната влада. За настанатите штети, општина Делчево треба да поднесе извештај до владата за да може најавената помош да се реализира. И излеговме на терен за да се увиди ситуацијата. Извештајот ќе го поднесеме до Министерството за транспорт и врски и до Министерството за транспорт и врски во вторник. Верувам дека тоа ќе оди на влада, овде и министерката од животна средина, за да може тоа да помине на влада и сето она што го имаме како критична инфраструктура во градот да можеме што побрзо да го санираме со помош од централната власт. Каја Шукова, министерката за заштита на животната средина, од Делчево испрати апел до сите граѓани. И многу често при ваквите појави имаме проблем со речните корита. Значи, од аспект на животна средина се замолуваат граѓаните во иднина веќе да не фрлаат отпад во речните корита, како би можеле речните корита да не бидат проводни нели за водите. Истото се случува не само и за речните корита, секако и целата средина во која што живеат, правилно да се постапува со отпадот, како не би имале проблем кога настануваат вакви проблеми кои што не ги прави природата, а нејзе не можеме да ја контролираме. Во однос на најавената помош за Делчево од некои општини, градоначалникот Трајковски не беше подготвен за коментар, но се напомена дека пари на нивната сметка досега не стигнале од никој. Народниот правобранител Јован Андоновски предлага владата да ги санира сите долгови на Делчево. Андоновски се огласи преку Facebook статус кој гласи: Општина Делчево е една од најсиромашните општини во Македонија. Долгот на општината е над 3 милиони евра. Тенденцијата е негативна со сериозни изгледи долгот да расте. По катастрофата што се случи во Делчево, предизвикана од поплавите, редно е владата по примерот на општина Рачиново да даде доволно средства на општина Делчево за расчистување на долгот и санација на штетите од поплавата. Напиша Андоновски во својот Facebook профил. Во меѓувреме од вчера некои општини донесе одлуки за помош на Делчево, а меѓу нив се и Македонска Каменица, Ѓорче Петров и некои други.